Здраво, Марија. Како си? Супер. Браво, ме радува. Ти не си нервозна? Немаш проблеми со нервозата или имаш? Не. Немаш? Добро. Добро. Вака на ликот, значи се работи за генетски личност која нели убаво изгледа. Имате проблем со вишок од килограми? Од кој аспект сакате да се консултирате со мене? Многу јадам. Да? Во последното. Многу. Сега благо една недела веќе не ни носат, а дури ни носе, цело благо беше изедено од моја страна. Дополнително, кажи ми дали си вака активна, хиперактивна, имаш потреба со активноста да бидеш нон-стоп станата во движење? Па да, имам потреба од фитнес повеќе. Бидејќи јас во мојот приватен живот надвор, одам на фитнес и пазам на исхрана, али тука кога немам доволно активности, јас сето тоа што треба го правам со јадење. И со спиење. Така, значи компензираш на тој начин. Јадам и спијам и ставам вишок на килограм. И па тука е проблемот, еве, нели сега што се консултиравме исто и со Алмир. Значи таа храна не се преработува, не се доволно преработува за да биде нели искористена како хранлива компонента во нашето тело, туку останува полупреработена и складирана во масното депо. Целулитот башка, ако нели целулитот се создава ако конзумираш храна која што е исполнета со зачини, значи тоа е прв момент. Солта која користиш во многу голема количина или во некоја поголема од нормалната количина, а при тоа не внесуваш многу поголема количина на вода. Нели, ако е за нормална индивидуа литро и пол или 2 литри вода дневно, а ти не внесуваш 3 до 4 литри, а јадеш многу зачината храна и солена, во тој случај таа сол се задржува. Тука имаме едно пореметување на притисокот осмоза и онкоза, меѓутоа тоа е нели некој друг медицински термин кој не би се задржувала на него. И се создава кај жените целулитот. Јас литро и пол пијам во 3 дена можда. Тоа е многу малку. Значи треба да почнеш да пиеш повеќе вода како продукт од чишма. Значи не изборам за газирана вода. Никако. Не пијам. Така, значи вода нормално и внимавај водата немој да ја конзумираш заедно со храната. Никогаш не мешај вода и храна заедно. Бидејќи нашето тело силачи одредени ензими кои ја разградуваат храната и тие ензими ослабнуваат во нивната ефикасност ако конзумираме заедно со оброкот и вода. Значи водата ги раствара. Така да треба да се исконзумира оброкот и после оброкот завршување на истиот 20 на минути после тоа можеш да се напиеш вода. И водата никогаш не ја пи наеднаш целата чаша. Значи може 2-3 голтки, ќе одмориш малку, пак 2-3 голтки, барем 2 минути за да може таа вода да се ресорбира во самиот организам, а не само да помине. За да имаме нели ефикасност од неја зашто би ја пиеле. Значи благото што ви го веќе намалиле, јас тука не можам веќе да реагирам, нели? А може исто да пристапите и вие кон третманот со медобил за чисто ваше добро, а покрај тоа што он слабе и е одличен за целулитот, како што го споменавме, така да е еден од најбараните и најобожуван производ кај жените, бидејќи ги решава двата проблеми со една конзумација. Вашата физичка активност е пожелно да ја зголемите, бидејќи вие надвор од тука сте биле сепак хиперкинетична особа, значи сте биле цело време во движење и сега наеднаш застанувате. Така да ќе си побарате или повеќе активност при вежбање, повеќе активност или време кога вежбате во теретаната, одите во теретана, така. Значи таму исто, за да можеш, нели, ти немаш многу вишок на килограми, меѓутоа тоа можеш да си го согориш и да го направиш во една убава мускулна маса која ќе даде идеална женска линија, бидејќи предиспозицијата ти е убава.